Stay tuned for the Macedonian radio program Oro Makedonsko, special program with your host Boško Rajčovski. Драги слушатели, добар ден. Денес уште еден спешијал програм. Ако минатата сабота беше посветен на великденските празници и изборите, денес еден дел ќе посветиме на председателските и парламентарните избори, а вториот дел ќе биде посветен на ново почитаниот наш брат Мишко Васовски. Ве покануваме денес во 3 часот да не слушате на нашата стандардна програма 1460 и утре сабајле недела од 3 часот на 680. Сега и понатака слушајте не секоја сабота одма после црковниот програм од 11 до 12. Со оглед денес не смееме по законот да правиме реклама за кандидатите, ваше е да си го дадете вашиот глас за кого вие мислите. Наше да апелираме да излезете денес да гласате во Македонското генерално оделение, кое веќе е отворено од 7 сабајле до 7 навечер. Со напомина, гласањето ќе се одвива во зграда број 1000. За оние кои не знаат како да одат, нека одат до 3 македонски цркви, од каде е обезбеден бесплатен превоз и тоа. Виндзур во 3 часот попладне поаѓа од црквата Свети Никола, а се враќа во 5:45. Од Света Богородица поаѓа во 2 часот и 4:15 минути попладне, а се враќа во 3:45 и 5:45. Од Свети Георги Кратовски поаѓа во 12:15 и 3:15 попладне, а се враќа во 1:45 и 4:45 попладне. Напомена, доколку планирате да го искористите бесплатниот превоз, бидете барем 20 минути пред одредениот термин за тргнување од горе наведените локации. Великденските празници и Христовото воскресение во Света Богородица се дочека најторжествено. Многу верници сите дена беа, а посебно саботата и неделата. Да слушнеме како во Христовото воскресение беше пречекано во Свети Георги Кратовски. Христос воскресна! Драги браќи и сестри, слушатели на радиото Оро Македонско, еве ве поздравивме со најрадосниот христијански празник и посакуваме и денес да имате убав и успешен ден. Исто така, драги браќи и сестри, еве во моје лично име како старешина на храмот Свети Георги Кратовски, во името на црковната управа на сите членови, ви благодарам на сите вас кои дојдовте за време на празнувањето на овие великденски празници и одвоите од своето време, од своите средства, ете и заеднички да се помолиме, но и да ја помогнете Светата Црква. Исто така, драги браќа и сестри, ви повикувам, еве утре, кога ја празнуваме Томина недела, уште наречена и Антипасха, затоа што со тоа почнува славењето на една нова Пасха, на една нова недела, а тоа е Воскресната недела, Воскресението на нашиот Господ Исус Христос, кој ние го празнуваме секоја недела. Исто така ве подсетувам
и ве поканувам дека нашиот традиционален пикник ќе се одржи, Memorial Day пикник ќе се одржи токму на Memorial Day, а тоа е на 26 мај во понеделникот. Пејте, драги браќи и сестри, како што и до сега исполнувате нашата црква, Свети маченик Георги Кратовски, тука во Farmington Hills, така и утре и секоја следна недела, повелете да му се помолиме на Бога за наше духовно спасение, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Христос воскресна! Председателот на Свети Георги Кратовски, Лазо и Бона Нановски, за здравје на својата фамилија се спонзори на црковното излагање. Утре е Томина недела. На сите оние кои го одбележуваат овој празник, именден, им го честитаме именденот Свети Тома, напомош да ви биди. Посебно сакам да му честитам именденот на мистер Там Бел. Там, Happy Names Day. Поздрав од нашите спонзори и тоа. Колку близко е телефонот, толку близко е Стариот крај ако патувате преку Аксима Travel Agency. Владко, Мајк и Васко се власници на 21 Realty и ако сакате да купите или да продадите преку 21 Realty, куќата ве чека. Бојко Менеджмент е власништво на Там и Калин Беов, собственици наши пувчани. Браун Бан Бекери, Евалан Динју, заедно со фамилијата ве поздравуваат. Фета, Трипл Фета Чиз, Коста Илена Стануи, Little Caesar Pizza, Майк и Меријан Илич. Royalty House се наоѓа на 13 мајла и Бендек. Вентимилија Food Center се наоѓа на Дач Парк и 15 мајла. Guardian Angels. Директорот на Менџи Funeral во пред неколку дена не рече за 2 дена имал околу 14 погреби. Повеќето беа во Guardian Angels. Guardian Angels на починатите им посакуваат мирен сон, а на вас, драги слушатели, добро здравје. И време е да направите резервација за Стариот крај. Телефонирайте до Медитеријан од Чикаго и ќе имате добро провод во Стариот крај преку оваа агенција. Крамер Jewelry не е злато се што сија. Златото кај Крамер Jewelry е чисто злато. Во продолжение на нашата програма, драги слушатели, следуваат и вести директно од Македонија. Вести. Христос воскресе, вистина воскресе. Честити векови дани е празникот над празниците Христовото воскресение Великден. Желбите се да имаме здравје, радост, среќа, успеси, убавини, дари берикет. Денес е треден Великден. Празникот минува свечено, весело и достоинствено според долгите традиции кај македонскиот народ во републикава и меѓу нашите иселени брајте во светот, и тоа во Мелбурн и Австралија, во Америка, Канада, Европа, Нов Зеланд и секаде докаде не има. Во сите македонски цркви и манастири, во селата и градовите се одржува божествени и воскресенски литургии. Се палат свеќи, се даваше приче, се кажуваа молитви за здравје и среќа. По саботата на полноќ, со биењето на камбаните, беше објавено воскресението Христово. Централната богослужба во Скопје се одржа во соборниот храм среде главниот град. Со неа чино началствуваше неговото блаженство, поглавајот Охридски македонски господин Стефан. Тој до верниците испрати порака за национално и духовно единство, за доброто на нашата црква и татковина, и никогаш личните интереси да не бидат пред заедничките. Во соборниот храм на Централната свечена литургија во неделата присуствува председателот на државата Ѓорги Иванов, спикерот на парламентот Трајко Велјановски и премиерот Никола Груевски. Тие исто така упатија честитки со многу желби за сите верници. Инаку црквите и манастирите во земјава беа преполни. Видливо беше присуството на младите луѓе кои палеа свеќи, се кршеа со вапцани јајца и го славеа големиот празник над празниците. Великден е спој на верата и традицијата негувана од давнина. Почна на Велики четврток, кога уште од пред изгрејсонци се бојадисуваат црвените јајца. Великденското јајце е старо колку и христијанството, а црквата го прифатила во својата традиција како символ на Христовото воскресение. Црвената боја има символика на победа, бидејќи Господ Исус Христос со своето воскресение ја победил смртта.
Во Охрид, во Балканскиот Ерусалим, многу верници од целата република и остранство ги преплавија светите храмови, уживаа во духовните вредности и во убавините на Охридскиот крај. Главната богослужба се одржа во Свети Клементовата црква на Плаошник. И во обитела свечено и со сите православни канони се слави Христовото воскресение. Во духовните храмови во овој град и околината исто така вриеше од народ изминатите празнични дни. Така беше и во Прилеп, Девар, Струмица, Штип, Куманово, Кавадарци, Кичево, насекаде. Бидејќи на Велики петок и вчера не се работеше, па многумина и покрај небаш наклонетото време, ги искористи овие празнични денови за помасовна посета на Охрид, Преспа, Дојран и други места низ републикава. Многумина замина и надвор од границите. По повод Великден се одржаа повеќе хуманитарни акции и донации. Во некои општини собираа книги, во други облека, во трети храна за сиромашните и децата без родители. Но се бираше и најубаво великденско јајце. Имаше надпревар во кршење јајца, дури и јајца од ној. Се одржаа великденски средби во многу цркви и манастири, како и ни за други манифестации. Одиме и со следниот блок информации. Прво се изборите. Во недела на 27 во Македонија се гласа. Се одржуваат двојни избори. За председател на републиката се бора двајцата претенденти Ѓорги Иванов од ВМРО ДПМН и Стево Пендаровски од СДСМ. За парламентарните во предизборната трка битка за секој глас водат десетици кандидати. И вчера партиите продолжија со митинзите и средбите со народот, давајќи многу ветувања, предлози и визии за утрешна Македонија. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски очекува на 27 април оваа партија да слави двојна победа и на парламентарните и на председателските избори. Бара поддршка и повеќе гласови заради да не биде уценувана партијата и заради да продолжи со зголемувањето на плати, пензии, изградба на патишта, отворање нови работни места, поддршка на земјоделството и така натаму, истакна Груевски. Лидерот на СДСМ Зоран Заев на средбите со луѓето ја побара поддршката од нив, за да можеле да ја водат државата домајкински одговорно. Ке свртеле нов лист за подобра Македонија, ветува тој. ВМРО Народна пак ветува демократски и економски развој, а коалицијата за подобра Македонија нови концепти за иднината. Од партијата дуи вела дека е сега време кога треба да се доближиме до влезот во Европската унија и НАТО. Од ДПА со порака, албанците, ако гласаат во недела, ќе ги казнат оние кои им забранувале на 13 април да излезат и им вршеле репресија. Во предизборните трки има напади и одбрани, се отвораат разни досија и се гледа преку плотот во дворот на противникот. Лидерот на СДСМ Зоран Заев го обвини неговиот политички ривал, лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, дека бил креаторот на пречкосувањето во Македонија. Тоа почнало со продажбата на Македонска банка, па натаму со рафинеријата Окта и Телекомот. Тој зел 1,5 милион евра од некој бизнисмен и не платил данок. Споменуваат и некаква оставка. СДСМ објави снимка од наведен телефонски разговор, како се договарал Никола за продажба на Македонска банка. Снимката им е дал известен граѓанин кој ја чувал 10 години на една недела пред изборите, ете се обелодени во јавноста. На обвинувањето СДСМ одговори прво ВМРО ДПМН и демантира се, велејќи е целосно неточно измислено, дека наводниот телефонски разговор на Груевски бил класична монтажа. Џабе арчеле време за вакви работи. Тие обвинуваат за нешто пред 10 години, а тогаш Груевски бил во Кавга со Ившо Георгиевски. И ако имало било какво незаконско действие, немало да му простат, рекол од партијата. Потоа се огласи и Груевски како директно прозван со коментар, дека тоа го прави СДСМ во очај. Од Израел Заев дека по 27 април неговата политичка кариера ќе била завршена, па прибегнувал кон манипулации и монтажи, водат негативна црна кампања со обвинувања и лаги, но ВМРО ДПМН ќе се гледа својата работа и така ќе продолжи во иднина, истакна Груевски. Уште неколку вести. Во Прилеп, во најголемиот тутунски комбинат во земја, во Летово влегува гигантот Филип Морис. Ке се формира нова заедничка компанија и во тутунскиот комбинат ке се произведуваат најпознати брендови цигари за светскиот пазар. Исто така дел од македонскиот ориентален тутун ке биде откупуван за нивните потреби низ фабриките во светот. По изборите се очекува да биде потпишан договорот меѓу Прилепскиот монопол и Филип Морис. Владата најави изградба на автопат од Градско до Прилеп преку Росоман. Делегацијата на Европската унија даде виза да се изработи проект за пругата од Крива Паланка до границата со Бугарија, кој ќе го плати со пари за регионалниот развој. Во моментов се изготвува и проектот за пругата од Белјаковце до Крива Паланка. На првиот дел од Куманово натаму веќе се работи на теренот. Во Музеот на Македонија ќе биде отворена посебна нова изложба за учеството на македонците од Егејскиот дел на Македонија во Втората светска војна, во Граѓанската војна на Грција и потоа за прогонот и геноцидот на македонците. Во музеот има фотографии, документи, карти
народни носи оружје и разни предмети, разни експонати од овај тажен дел на историјата на македонците од Егејскиот дел. Преспа ја потресе трагедијата на 45 годишната мајка професорката Сузана и 6 годишната незина керка Ема Калунџиевски. Тие загинаа на излезот од Битола кон Ресен во директен суде со окритска кола, во која биле татко и син. Тие се повредени, но пуштени дома. Сузана е носела најмалата керкичка на контрола во Битолската болница. Со нив била и постарата 16 годишната Ивана, која со многу тешки повреди се бори да ја добие битката со животот во клиничкиот центар. Узор на денешните вести, драги слушатели, е Разме Лековски Јаблански со фамилијата. Доколку изразувате желба да бидете спонзори на вестите, бар еднаш годишна, јавете ни се на 810-335-5552. Драги слушатели, работата ве чека доколку разбирате од ресторанска работа и тоа. Кувар, помошник кувар, кенлер и друго. Работата ве чека уште утре. Јавете ми се за повеќе информации да ви дадам. Жална вест. После нецела година, боројќи се со својот живот на 74 годишна возраст, во неделата 20 април 2014 лето Господово, на самиот голем празник Великден, на самото Христово воскресение, престана да чука племенетото срце на нашиот сонародник и познат активист Мишко Васовски. Во присуство на голем број роднини и пријатели, во четвртокот беше извршено неговото опело, на кое ќе учествуваше владиката Методи заедно со 6 свештеници. Бог да го прости и нека му е лесна земјата. Останаа да жалаат супругата Паца, синот Горан, снаата Валентина со децата Михајло, кој го носи името на дедо му, и Бијанка, потоа од стариот крај пристигна ќерката Сања и зетот Никола, донесувајќи сочувство од нивните деца Ѓорги и Анџела. Сочувство со болки од тетово испратија сестрите Живка и Мирка. А специјално за овој тажен ден, за да ја ублажи болката со својата сестра Паца, пристигна свастиката Борка Анакиева, со синовите Лјупчо и Сашо, снаите Гордана и Јулија со своите фамилии. Потоа болката заедно споделуваат Добрила и Калче Магдески со фамилијата и Драгче и Лора Јовановски со фамилијата. Како што кажа во почетокот, на погребот имаше околу 500 души, а во црквата со одбрани зборови се опростија владиката Методи, старешината на Света Богородица Протасиниша Ристовски, која прочита неговата биографија. На англиски со пригоден говор се опрости председателот на Света Богородица Душко Симјановски, кој на фамилијата им врачи благодарница за се што направи Душко во изминатите 40 години. Телеграма на сочувство испрати поглаварот Охридски македонски господин Стефан, истата ја прочита подпредседателот Сене Ристовски. Потоа од покојниот Мишко со солзи на очите, со одбрани зборови се опростија синот Горан, ќерката Сања, внукот Михајло и месаријата Лора Јовановска. Мишко, драги слушатели, пречувствуваше дека смртта го гуши
и остави аманет неговите другари да го носат и тоа. Боголюб Велјановиќ, Перо Петровски, Цене Ристовски, Ристо Нечовски, Перо Кирицовски и Раско Спасовски. А лебот, пченицата и виното беа задолжени Лора Јовановска, Гордана Накиева и Сонја Магдевска, која дојде од Калифорнија. На сите вам, Васовски и фамилијата Васовски им изразува благодарност, голема благодарност до вас, драги слушатели, кои дојдовте заеднички да ја споделиме нашата болка, благодарност на сите оние кои испратија цвеќе. Посебна благодарност фамилијата испраќа до неговото високо преосвештенство, господин Методи, до свештениците кои дојдоа од Торонто, Хемилтон и Лорейн, Охајо. Исто така, благодарност до протастафрофор Синиша Ристовски, кој го водеше протоколот, потоа отец Антони и отец Гора. Телеграма на сочувство од Скопје испрати неговиот личен пријател Славе Николовски Катин. Се сеќавам кога Катин рече, цитирам: Мишко има богато досие од своите активности, вреди да се напиши една монографија од каде ќе читаат идните генерации и треба да знаат како да се сака и помага првата и втората татковина. Но таа желба не се оствари затоа што Мишко беше многу скромен. Можеби ќе беше добра идеја тоа да се промовираше пред 2 години, кога Мишко и Паца одбележува 50 годишен јубилеј од својот брак. И на крајот, драги слушатели, дозволете ми да го изнесам моето сочувство до фамилијата Васовски со ова опроштално писмо. Мишко Васовски. Добар ден, господине идни председателе Петковски. Тука е Мишко. Почитувано семејство Васовски, почитувани родни пријатели, другари на покојниот Мишко Васовски, сите присутни на тој тажен ден. Четвртокот беше тажен ден за сите нас, бидејќи се разделувавме од нашиот драг, почитуван и никогаш не заборавен Мишко Васовски, човекот кој оставил вечни спомени во семејството Васовски, меѓу роднините, пријателите, другарите и на сите своји сограѓани во македонската заедница во Детројт и пошироко во Америка и во Република Македонија. Неговиот лик и дело ќе биде запамтен по неговата честитост, благородност, добрина, хуманата, благата насмевка, ведриот дух и односот како човек кој целиот свој живот го помина во насока за подобра и посретна иднина на семејството, на бизнесот, на околината, на земницата, на родната земја. Сите наведени постулати му беа приоритет во неговите определби во животот, зашто беше сакан и почитуван од сите генерации, како во диаспората, исто така и во својот тетовски крај и во Македонија. Мишко Васовски беше нашиот сограѓанин кој беше познат и признат во македонската комуна во Детројт. Тој беше активен цели 50 години во македонската заедница, а беше еден од основоположниците на првата македонска православна црква Света Богородица, во која беше на сите функции што треба да ги има еден голем, ценет, почитуван активист како нашиот Мишко. Затоа и во Македонија го вика дека е големиот пријател на македонската православна црква, а особено на покојниот митрополит Кирил, зашто беше одликуван со високи награди и признанија. Мишко беше познат и кај другите иселеници од поранешна Југославија, а беше черман и на Југословенскиот фестивал. Мишко Васовски покажа исклучително активност во организирањето на македонски друштва, асоциации и поединци, особено од Тетовскиот крај, затоа и пријателски беше нарекуван амбасадор на македонците од Тетово и Полу. Исто така тој беше основоположник на бројни македонски асоциации во Детројт и пошироко, кои се од различен карактер, а кои денес ја вршат значајната патриотска луга за обединувањето на македонците во САД и пошироко. Особена активност пројави во набавувањето на помош во лекови и медицинска опрема за Република Македонија.
Затоа и беше нарекуван дека тој е големиот македонец на добрите односи меѓу неговите две татковини, Република Македонија и Соединетите Американски држави. Драги Мишко, не ми кажа каде застана со твоето дело. Кажи ми, од каде да го продолжам твоето започнато недозавршено патриотско дело. Често пати имавме недоразбирање во нашите активности, но имаше широко срце, двајцата имавме една цел. Наоѓавме заедничко разбирање за доброто на нашата заедница. Драги Мишко, ти обеќаваме дека ќе го продолжиме патот по кој одеше ти. Иако патот е трнлив, но ќе стигнеме до целта, се сеќавам кога ти рече, цитирам, јас имам една партија, а тоа е Македонија. Мишко, те испративме до твојот вечен дом со сите почести. Сега ништо не те боли, спи мирно, поздрави ги нашите заеднички пријатели Илко, Славко, Совче, Джајко. Драги Мишко, ако на некого најповеќе сум отстапувал место на нашата радиопрограма, тоа беше ти. Кога минатата година во ноември месец одбележав 42 години од Оро Македонско, имав ставено кој што рекоја за Оро Македонско. Кога ти слушна твојот глас, возбудливо ми се јави за да ми честиташ. Тоа беше нашиот последен разговор. На вторите председателски избори ти изборуваше со тогашниот кандидат. Денес, кога се гласа на петите председателски и парламентарни избори, ти нема да бидеш присутен, но присутна е твојата порака да ја слушнеме, Мишко. Петковски, тука е Мишко. Се радувам што те слушам. Многу и мене ми е мило. Прво сакам да ви честитам за успехот по првиот круг, кој што тука во Детройт добро одекна. Многу не задоволуваа вашите изјави, со кое ги искажавте потпуно македонската идеја, односно што треба за нас македонците во диаспората и во Македонија, што кажавте ние и многу не радува. Најпрво сакам да се захвалам толку што беше, да кажем по наше маш, да кажете во среде, во среде Горкиван и во другите места во Западна Македонија, да таму ќе постои цела Македонија, да ќе имаме една Македонија, да ќе имаме едно знаме, да ќе немаме двојазичност и слично, тоа беше вие кои што можете да го кажете само тоа. Идниот наш соговорник е господин Мишко. Денес, кога требаше да се радува со се она што си го постигнал, да се радува со твојата фамилија, а посебно со твоите внучина, згасна твоето срце. Остана да се сеќаваме на твоите блиски насмевки и големото срце. С Богом. С Богом, Мишко, спи мирно, сега ништо не те боли. Бог да те прости и нека ти е вечна слава. Од името моје лично, на супругата Паца, синот Горан, ќерката Сања, сите со својата фамилија, изразуваме сочувство за загубата на вашиот татко. Мини диск. Oh
колку тешко ја примија веста за смртта на Мишко, ќе слушнеме од неговите блиски роднини и пријатели. Любелјановиќ. Мишко беше најблизок со овој човек и го замоливме да ни каже што загубе тој во својот живот. Боголюб Повеле. Изгубата е многу голема. За мене и за мојата сопруга Роса. Мишко со нас бил 44 години и скоро секогаш, за секое прашање, дали било тоа бизнес или е било пријателски или било некој несреќи, он или јас ќе го викнам него или он ќе ме повика мене и заедно ќе си одлучиме што треба да им помогнеме на луѓите. Мишко бил народен човек. Немало да одбие никого. Се што можел да помогне, он помогнал. А особито за друштвото на целата Македонија и секогаш бил отворен за да помогне на црквата, која ни е една од најголемите цркви сега во Детроитската општина. Од моето име и името од мојата супруга Роса и моите деца и внуци, ние излагаме најголемо соучешće на Паца, Горан, Сања и сите други пријатели и роднини од Мишко. Перо Петровски, Мишко беше председател на American Macedonian Association, тоест Macedonian American Association, добро зборам, ти беше секретар. Колку нека ти достасува отсутството на Мишко? Прво да им дадем соучество на Паца и на сите, Горан, Сања и на внуците. Соучество за мене, не само за мене, за целиот македонски народ. Многу ти недостасува затоа што беше еден голем организатор, голем дарител и нека почива у мир. Стојче Стојановски. Мишко не е повеќе меѓу нас. Како ти го примаш оваа вест? Што да ви кажам, со длабока болка. Мишко беше секогаш за секого кај што требаше. Баш се сеќавам пред 5 години во Македонија, кога со деде Кирил не однесе во Свети Јован Бигорски, тоа било за мене чудесно нешто и многу убаво. И не можем да му се оддужам за тоа и секогаш ќе биде недостапен во животот од сега натаму. Бог да опрости и лесна му земја. Боре Ристовски од село Одри. Благодарам. Мишко, Бог да му душа прости, се опрости од нас овие денови, али остави големи успомени во нас и нашето сеќавање. Јас сум Мишкота 2002 година сме биле таму во Македонија и со претседникот тогашен на Македонија Борис Трајковски многу сме поминали убаво и Мишко кај што можел да отвори вратите, ние никој другите не сме можеле да отвориме. Благодарам. Бог да го прости и благодарам и за секогаш останува во нашите сеќавања. Името на Мишко го носи неговиот внук Михајло, Мајки го викат, и еве тој како болно го приме таа вест за неговиот дедо. Мајки, can you say a few words about your dedo Mishko? Yes. He was a very respected man, and the thing was, he loved everyone, but everything he did was for the people, the people in Macedonia, the people here, the people for the church, and I'm so out of words. It's just unbelievable. It's hard to actually comprehend that someone like him is gone, because so many people in the community really benefited from him, and he was just an unbelievable person, and he'll be forever missed, and I'm out of words. It's just... You're gonna miss it, your dad?
like no other. I've known this guy since I've lived with him till I was 15 years old. Everything I know today is pretty much from him. He taught me everything. And my Dilo was the greatest person I've ever met in my life. Probably the greatest person I'll ever meet in my life. And that's not an understatement. It's honestly the truth. And I know a lot of people feel the same way. Dilo many times he was a guest on my radio program. One time he was guest when he's talking about you party, 1,000 people come on. He told me Boško Vačeta is going to have. Can you tell me what happened that day? Yeah, well, at my Dilo's house in Farmington Hills, I was going to have a party for a friend of mine that was going off to college. And I started posting it on social media, and social media can get huge these days. One thing goes out and the word can spread within seconds. And eventually they had at least like 15,000 people coming to my grandfather's house. And the best was the way he found out. He was listening to the radio, and my father called him and was like, turn on the radio. And he found out that day. I went over to the house, and he wasn't mad at all. That's the funny thing. It was at his house. He could have gotten in trouble. He started laughing, and he showed me the newspaper the next day, and the Macedonian newspaper, and it said he invited the world because it went pretty much viral, And it was he was the greatest spirit about it. He had no cares. He thought it was awesome. Okay, Dilo was a little mad, but he was happy and proud of you. Oh, yeah. You're going to get your name rest of the life. Yes, and I'm going to carry on his legacy, if anything. We have the same name, and I'm going to do the best to carry on, which is really you can't do, because I can't do what that man did, but I'm going to try. Blagoje Đerovski, što za tebe Miško представуваше? Miško Vasovski, number one za makedonska nacija. Šampion. Nema много good men and help everybody. Yeah. Активист во нашето селеништво, доктор Стојадин Наумовски. Во текот на изминатите 28 години, јас лично имам остварено плодна и долгогодишна соработна со инженер Мишко Васовски на сите полиња. Тој никогаш не пропушташе да биде присутен на речиси ниту еден настан од значење за Македонија, секогаш во друштво на својата сопруга Паца, често придружен од целото семејство. Бог да го опрости и вечна му памет на Мишко. Драги слушатели, од снимањето на нашата организација, Мишко беше подпредседател на United Macedonians Americans of Detroit, чиј председател е Tom Bell. Mr. Bell, can you tell me, next Thursday, May 1st, we have a regular meeting. Mishko is not standing anymore. Can you tell me a few words about him? Yeah, Boško, I can. First of all, I want to say that we lost UMed and myself lost a very good friend in Miško Vasilovski when he died on this past Sunday. Miško was with us since the very beginning. 4 years ago, when we put together an event on downtown at the Masonic Temple, and he was very instrumental in working with the people in his beloved St. Mary's Church there in Sterling Heights. He was just tireless. He promoted Macedonia. He promoted our culture. He promoted our heritage. So he fit right in with our group, United Macedonians of Detroit. He was our vice president, and he was an inspiration to many of the young people in our group. And he was an inspiration on the basis of his wisdom and his knowledge of our Macedonian people, of their culture, of our heritage. And he was just truly a person that everybody looked up to. I feel that we as a group, UMAD, have lost a very important part of our group, but I know that what he has put in everybody's heart
within the members, we will continue to take that forward in the future time to come. Thank you. Драги слушатели, Мишко не само што имаше пријатели овде во Детройт, тој имаше пријатели и во Охајо, Илиној, сегде. Еден наш пријател од Охајо кој го знае за долги години и да слушнеме што тој ќе каже. Маријан Кочовски. Добар ден, драги слушатели. Еве, патуваме за на гробиште од нашата Македонска православна црква Света Богородица во Детройт. Одиме на гробиштата да го испратиме нашиот брат Мишко Васовски, кој што јас го познавам од 70-тите години, преку 40 години, и заедно работевме во епархијата. Голем македонец, голем патриот, големо срце. Изгубивме еден од најголемите македонци, од најголемите патриоти, кој што не уморно работеше за Македонската православна црква и за македонскиот народ. Секогаш, било да беше избран за председател, било да беше избран како делегат, или да не беше во црковниот управен одбор. Мишко беше човек со големо срце, не уморно работеше и многу голем другар. Најмногу ме потсеќа на Мишко кога бевме во Вашингтон, кога имавме демонстрации, почна војната во Македонија. Се сретнавме заедно, бевме во Македонија за време на војната во 2001 година. Исто така, најголем печаток ми остави кога Мишко Васовски држеше говор во Нью Йорк Сити пред зградата на United Nation. Мишко беше човек што не верувам да лесно да се замени. Мишко носеше големи кондури и нема човек што ќе може да ги наполни. Бог да го прости, вечна му памија и голема благодарност на неговата фамилија што и на неговата сопруга Паца што му дозволуваше на Мишко да работи за македонскиот народ и за Македонската православна црква. Бог. Драги слушатели, тоа беа зборовите на нашите сонародници, меѓутоа во нашето студио овдека, тоест во WNZK, имаме специјален гостин на кој не само фамилијата Васовски што му изразува благодарност, и јас посебна благодарност му изразувам што ни отступе време да посветиме еден специјален програм за нашиот брат Мишко, за кое што Мишко беше многу близок пријател со него за време на Југословенскиот фестивал и слично. Драги слушатели, чест и задоволство ми причинува да ви го представам Сима Бирец, со кој ќе направиме малку разговор. Сима, добар ден на Оро Македонско. Добар ден, Бошко. Пре свега да изјавим саучешće Паци и деци у вези преране смрти нашeg пријателја, покојног Мишка. А htio bi da napomenem da sam sarađivao sa Miškom u mnogim stvarima, pogotovo oko našeg festivala ovde u Detroitu koji smo održavali. To je jedna ličnost koja se retko rađa i proizilazi iz raznih krajeva. Međutim, Miško je bio neumoran radnik i čovek, prijatelj i drug i sve ostalo, ne samo za makedonsku, već za celu jugoslovensku community, a i za Amerikance isto tako. Iz tih razloga koristim ovu priliku da se ponovo zahvalim Mišku preko ovih radio talasa za sve ono što je radio i činio, a njemu želim laku crnu zemlju, a porodici, Paci i deci najiskrenije saučešće i još jednom kao i mnogim prijateljima i familijama koji su ga poznavali, cijenili, volili i poštovali. Toliko, Boško, hvala. Сима,
ќе направим малце разговор во врска. Ти секогаш мене ме прашуваше како е Мишко. Последен пат се слушна на телефон пред 6 месеци, веројатно тоа беше и јас и ти кога последно разговаравме со него. И минатата недела кога нашиот почитуван пријател Калче и тебе и мене рано наутро ни кажа за смртта, мислам како тоа го почувствува ти во твојата душа еден близок човек кој што ти најповеќе соработуваше со Мишко. Види, јас сам pričao sa njim telefonom pre nekoliko meseci, mi smo se dogovarali kako i kad da se nađemo za ručak ili večeru ili bilo šta, a međutim njegova prerana smrt je to presekla i mi nismo to obavili. Međutim, meni je jako žao što se to tako desilo i šta možemo da radimo. Svi mi idemo tim putom, neko pre, neko kasnije. I tako to biva u životu. Svi koji se rode moraju da umru, uključujući i mene i tebe, Boško. Да, Сима. Толико хвала ти. Драги слушатели, уште еднаш од името на фамилијата Васовски и од моје лично име изразувам благодарност до Сима Бирач кој ни го отступе ова време да посветиме една пажлива специјална програма за човекот кој веќе не е меѓу нас, неговите мисли, неговите насмевки секогаш ќе ги носиме со нас. Драги слушатели, како што најавивме во вторникот и четвртокот, Редвин загуби од Бостон, меѓутоа утре Бостон ќе ја игра петата утакмица. Се уште има надежи за изненадување. Go Redwin, тоа се навивањата наши до Редвин. Драги слушатели, работата вас ве чека доколку разбирате од ресторанска работа и тоа кувар, помошни кувар, кенлер и друго. Работата ве чека уште утре. Јавите ми се на мојот телефон за повеќе информации 810 335 5552. И да спомниме дека со оглед денес е мок, не смееме по законот да правиме реклама за кандидатите, баше да си го дадете вашиот глас за кого вие мислите. Наше да апелираме да излезете денес да гласате во Македонското генерално одделение, кое веќе е отворено од 7 часот сабајле до 7 часот навечер. Со напомена, гласањето ќе се одвива во зграда број 1000. За оние кои не знаат како да одат, нека одат до трите македонски цркви, од каде е обезбеден бесплатен превоз и тоа. Од Виндзор во 3 часот попладне поаѓа од Свети Никола, а се враќа во 5:45 попладне. Од Света Богородица автобусот поаѓа во 2 часот и 4:15 минути, а се враќа во 3 часот и 45 минути и 5:45 попладне. Од Свети Ѓорги Кратовски поаѓа во 12:15 минути и 3:15 минути попладне, а се враќа во 1:45 и 4:45. Напомена, доколку планирате да го искористите бесплатниот превоз, бидете барем 20 минути пред одредениот термин за тргнување од горе наведените локации. Уште еднаш апелираме да излезете да гласате, драги слушатели. Нема
свето нешто да гласате, за кое што им благодариме на владата што ни овозможи, им благодараме и на оваа наша втора татковина Америка, која ни излегува во пресвет и ни овозможува да гласаме за нашата прва татковина. James will play the music, one song, then after we have another 4 or 5 funeral announcement. Zaboravete, problemi daj ostavete, od ovog čas, glavi gore čašite, namasite, na obroko som našite, i svetovcem, mi se čudi kakva si nova, Makedonečkom zapesa i gruba. Makedonski narode, ni svetu kade i raste, igrajte vo ritmu kuli krepak nosete. Uvav moji narode, najličen od pamtire, i ponismeni Boži Makedoncite. Zaigrame, site nije da zapeme, meraklijski, pesmi naši nam i ljubavi, za dušata, za mladosta i ljubovta. I svetovcem, mi se čudi kakva si nova, Makedonečkom zapesa i gruba. Makedonski narode, ni svetu kade i raste, igrajte vo ritmu kuli krepak nosete. Uvav moji narode, najličen od pamtire, i ponismeni Boži Makedoncite. Makedonski narode. Драги слушатели, да ве подсетиме, немојте да заборавите денес да ја слушате програмата на 14:60 со почеток во 3 часот. Денешната програма исто така можете да ја слушате утре сабајле во 3 часот сабајле, значи на WNZK 680 и идната сабота слушајте не пак од 11 до 12 часот. Сега ќе одиме двата програми, тоест 3 програми имаме. И ќе видиме како ќе биде, бараме од вас морална и материјална помош. Дали сакате да знаете што се случува во нашето иселничество? Нека вестникот Македонија биде ваш гостин со најнови вести. Излегува еднаш месечно и преплата е $70 со авионска пошта. Главен и одговорен уредник е Соња Лозановска, 905-625-9129. Драги слушатели, работата ве чека доколку разбирате од ресторанска работа и тоа кувар, помошник кувар, кенлер и друга. Работата ве чека уште утре, јавете ми се. И уште еднаш да напоменам да излезете денес да гласате. Веќе до 7 часот консуларното деление ќе биде отворено во зграда 1000. Неколку жални вести.
Покрај што во четвртокот се опростивме од нашиот брат Мишко, за кого посветивме еден дел од програмата, еве уште неколку жални вести што се случија во деновите што измина оваа недела. По повод 40-дневен помен во средата со свежо цвеќе го посетивме вечниот дом на тетка Кола Нечовска, мајка на Ристо, Джими и Дени. Се помоливме за царско населје, Бог да ја прости и нека е лесна земјата. Истиот ден, среда 23 април, после кратко боледување, беше погребена Будимка Костадиновска, родом од село Вратница. Бог да ја прости и нека е лесна земјата. Останаа да жалат синот Зоран, ќерките Верка со сопругот Живко и ќерката Лепа со сопругот Слободан Гавриловски, сите со своите фамилии. На 85 годишна возраст во четвртокот до вечниот дом беше испратен Вело Димитриевски од село Беловиште. Останаа да жалаат сопругата Васка, синовите Драхче и Раде со своите фамилии. И уште една жална вест, која се уште е во тек, во Српската црква на 92 годишна возраст почина Коце Сарбинович од село Вратница. Бог да го прости и нека му е лесна земјата. Останаа да жалаат синот Тони, ќерките Милица, Савица, Доца и Крстана. А на тој свет ќе го пречека мојата многу почитувана тетка Зора. Од името на нашата радиопрограма до сите горе спомнати фамилии изразуваме длабоко сочувство. Соба, драги слушатели, нашата радиопрограма за денес ја завршуваме. До слушање до идната сабота на иста радиостаница и во исто време. За сите информации, јавете ми се во секое време на телефон 810 335 5552. Ви посакуваме пријатно расположение.